Нов бран вработување во здравството денес најави министерот за здравство Азир Елиу. По административниот дел од изборите започнува процесот за целосна систематизација на сите клиники и здравствени установи. Како што рече тој во изјавата, целта е секоја институција да има 100% вработени според реалните потреби. Алиу вели дека тоа ќе донесе подобри и поквалитетни здравствени услуги за граѓаните. За жал ние во моментот имаме институции кои што според структурата, според здравствените услуги и според систематизацијата немат 100% вработени според потребите што ги имаат, и тука после изборите се надам дека денес утре ќе заврши официјално административниот дел. Ние ќе продолжиме понатаму да вработуваме во здравството, се со цел таа систематизација предвидена од секоја клиника, секоја здравствена институција да биде 100% реализирана. Тоа значи дека ќе имаме здравствени работници кои што ќе нудат услуги во реално време и поквалитетни услуги за граѓани. Министерот Азир Елиу вели дека конечно се проверува што навистина се случува по клиниките. Гледаат каде има проблеми со луѓе, со објекти, со услуги и ветува дека брзо ќе има решенија. Така сме во тек и неколку клиники веќе имаат, ги анализираме услугите, инфраструктурата и човечкиот фактор и многу брзо ќе излеземе со решение за оптимизација на здравствените услуги, за здравствената инфраструктура во државата. Знаете дека тој процес не можеме за 3 месеци да ги решаваме тие проблеми кои што се за жал со години натрупани, но ве уверувам дека со оваа методологија што ја работиме, прво ќе бидеме прецизни, јасни и транспарентни пред јавноста, за да знаеме со каков здравствен екосистем располагаме. Инаку здравството одамна има маки, недостиг од кадар, застарена опрема и гужва по болниците. Министерот ветува дека овој пат ќе има конкретни решенија. Понатаму она што останува е да се види дали најавените промени навистина ќе го донесат тоа.